Од хидроелектрични централи до пристаништа, влијанието на Кина расте во Јужна Америка. The engagement is enormous, it's growing and it's evolving. Преку својата иницијатива Појас и пат, Кина ја зголеми трговијата, изгради инфраструктура и воспостави односи низ целиот свет. А наблюдувачите забележа значително забрзување во зближувањето на Пекинг со лидерите на Јужна Америка. Има зголемување на протокот на стоки на проекти, како ова мега пристаниште, изградено од Кина во Перу. И al ser un concentrador. Ако сме големо пристаниште кое може да ги прими најголемите натоварени бродови во светот, ке можеме да станеме порта од Јужна Америка кон Азија. Но економскиот ефект од кинеските проекти допрва треба да го почувствуваат некои луѓе, вклучувајќи го и Луис Херера, кој живее во близина на оваа хидроцентрала во Еквадор. Хидроелектричниот проект требаше да генерира туризам, да привлече повеќе луѓе да ја видат хидроелектричната инсталација, но тоа воопшто не се случи. Во 2022, 6 години по завршувањето на централата, се појавија повеќе од 17.000 пукнатини во деловите што ја спроведуваат водата до турбините за да генерираат електрична енергија. Кинеската амбасада соопшти дека агенцијата за тестирање од трета страна утврдила дека се е безбедно според извештајот на државните медиуми. И покрај бројните препреки, земјата со втора по големина економија во светот продолжува да се ангажира во Јужна Америка. Причините се повеќе слојни. Како дел од незината економска експанзија, на Кина и треба сигурен пристап до стоки, прехранбени производи за да нахрани 1,4 милиарди кинези, како и пристап до пазарите и технологијата. На Кина и треба нафта, која Јужна Америка ја има во изобилство. Овој континент е богат и со минерали како литиум, кои се користат во зелените технологии. Се наоѓа на делови од Чиле, Боливија и Аргентина. Овој јужноамерикански литиумски триаголник содржи околу 68% од светските резерви. И тоа се локациите каде што кинеските државни предпријатија инвестираат во ископување на така нареченото бело злато. Кинеските државни предпријатија го превзедоа водството и повторно го направија тоа на релативно интелигентен начин, додека во исто време координацијата со приватниот сектор во западните земји, вклучително и САД, беше помалку агресивна. Аналитичарите велат дека наративот на САД за регионот често доминира од шверц од дрога и мигранти, но Кина ја гледа Јужна Америка како континент на можности. И самата Јужна Америка има сличен став за себе си. Тие не сакаат да се гледаат како извор на проблеми, се гледаат како извор на можности. САД допрва треба да го искористат тоа и да имаат поголема корист од тоа. Наблюдувачите предупредуваат дека како што земјите од Јужна Америка стануваат се позависни од Кина преку трговијата, дипломатијата, задолженост од милиарди долари, овој континент може да се доближи до кинеската надворешна политика која е многу различна од онаа на западните демократии.